Центарот за граѓански комуникации го следеше доделувањето пари од владата за инфраструктурни проекти во општините од така наречениот унгарски заем. Клучните наоди покажуваат дека од октомври 2024 до октомври 2025 година владата испланира 250 милиони евра за инфраструктурни проекти на општините и од тие пари им одобри 112 милиони евра во две транши за вкупно 1116 проекти. Но веднаш по завршувањето на локалните избори, владата значително ги скрати парите во буџетот за овие проекти, кои од 250 милиони евра се намалени на 149 милиони евра. По општини, најмногу пари, над 5 милиони евра секоја, им беа одобрени на Битола 5,6 милиони евра, Тетово 5,5 милиони евра, Куманово 5,3 милиони евра и Аеродром 5,3 милиони евра, а блиску Донифе и Прилеп 4,4 милиони евра. По жител, највисоки износи беа одобрени за Демиркапија 99 евра, Желино 82 евра, Свети Николе 79, Градско 78 евра и Кратово 76 евра. Најмалку пари по жител имаше за град Скопје 0 евра, Струмица 16 евра, Сарај 23 евра, Центар 41 евро и Кичево 49 евра. Само за 11 проекти, односно нецел 1%, може да се процени дека директно се однесуваат на подобрување на условите за живот и работа на жените, младите и маргинализираните групи. И тоа 10 проекти за млади, 1 за маргинализираните групи и ниту 1 за жени. Врз основа на овие наоди, може да се заклучи дека одобрените средства од владата за општините беа значајна инекција за општините во предизборните месеци. Средствата не беа рамномерно распределени на општините, ниту по број на жители, ниту по износ. Најголем дел од градоначалниците интензивно ги промовираа проектите во годината на локалните избори и во предизборието, но отсуствуваш информирање или објаснување на причините за кратењето на средствата. Проектите беа квалификувани како развојни, иако значаен дел од нив се поправки, реконструкции или изградби на улици и слични локални инфраструктурни зафати. Најголем дел од огласите за јавни набавки за првата транша на проектите предвидуваа кратки рокови за изградба на проектите, најчесто до октомври 2025 година, односно до месецот на одржување на локалните избори. Во значаен дел од анализираните општини се забележува доминација на една или на неколку фирми, кои ги добиле договорите за јавни набавки за изградба на проектите.